Тажни, гневни, со болка во срцето и со солзи во очите. Со ученици, другари, наставници, родители, но и обични граѓани се збогуваа со Вања Ѓорчевска, чиј живот прерано згасна. Се чекаше ред за да се потпишат во книгата на жалост пред училиштето Песталоци, каде што учеше таа. Пред книгата сликата од Вања носи уште поголемо треперење кај секој што ја пишуваше последната порака за неа. Да почива во мир да ја светол патот, затоа што ми е навистина жал што една така невина душичка замина на таков начин. Само свиќе запалив за покој на душата и тоа. Па напишав да толку да почива во мир, дека овако нешто нема можда никогаш да се деси више. Од Вања Ѓорчевска се простија и незините наставници со трогателни реченици. Наставниците не умеа да ја решат оваа задача, Вања. Прости ни, не можеме, не знаеме како да се поздравиме. Нека ти биде светол патот кон вечноста. Твојата насмевка и искрена душа за секогаш ќе останат во нашите срца. Во неизмерна болка и љубов, твоите наставници се ученици, најмила Вања. Менаџментот на училиштето во соработка со повеќе психолози целосно се посветија на учениците, со цел обезбедување подршка за полесно да го пребродат овој трагичен настан. Учениците денеска нема класична настава, туку има едукативни работилници со психолози и педагози, додека пак класот на Вања имале само класен час. Општина Центар по повод немилиот настан и трагичната смрт на Вања дава препорака до сите јавни и угостителски објекти на територијата на општината во следните 2 дена да ја прилагодат музиката согласно жалниот настан.